Плати скапо, наплати скапо. Валентино Лауцовски. Кој е твојот интерес? Разликата меѓу богатиот и сиромавиот е во тоа што богатиот работи за својот интерес, а сиромавиот работи за туѓиот интерес. Парите се средство за постигнување цели и добро е кога ги имаш. Но ако ги немаш, тоа е најверојатно затоа што не си го разбрал поимот личен интерес. Ова значи дека ако сакаш да станеш богат и среќен, подобро ти е да научиш што е тоа личен интерес. Оваа книга е напишана за да ти покаже дека ти самиот си најважниот човек во твојот живот и дека ничиј интерес не е поголем од твојот личен интерес. Интересот. На интересот вообичаено се гледа како на нешто неубаво, пресметливо, трговско, банкарско, па дури и непријателско нешто. Ништо од сето ова не е точно. Точно е само дека интересот ја раѓа љубовта. Сега ќе ти објаснам зошто е тоа така и зошто е погрешно кога ќе го обвинуваат некого дека тој само си го гледа интересот. Смислата. Животните процеси се делат на два вида – растење и распаѓање. Убавината се раѓа од надградбата, додека грдотијата од распаѓањето. Во твојот ум, од самото раѓање е вградена командата за растење и развивање и затоа сите проценки што ги правиш се базирани на размислувањето дали одредена акција ќе ти донесе надградба или не. Да имаш смисла пак, значи да си свесен за тоа дека некоја акција ќе придонесе за твоето надградување. Од тука да ја пронајдеш смислата, значи да се надеваш и да очекуваш дека тоа што го правиш ќе ти донесе некакво добро. Доброто секогаш е убаво, корисно и ти носи напредок на некое животно поле. Доколку не можеш да забележиш дека нештото што го правиш ти носи напредок, тоа што го правиш е залудно, штетно и нема смисла. А ако нема интерес, нема љубов? Се разбира дека нема. Универзумот има интерес ние да постоиме. Ова важи за целата земја со растителниот и животинскиот свет. Љубовта на Бога е рожба на неговиот интерес. Ако ние не му бевме интересни на Бога, тој немаше ни да не створи. Погледни некој пропаднат човек. Има ли интерес тој човек да створи деца? Се разбира дека нема. Погледни сега еден весел и насмеан човек како за рака држи млада и убава жена. Има ли тој интерес да створи деца? Се разбира дека има. Затоа и ја зел убавата жена за рака. Ја води во возбудливата авантура викана јас, ти и нашите деца. Така, кога ќе се рече дека Бог ги љуби луѓето, тоа значи дека тој има интерес ние да постоиме и да се развиваме. Тоа е исто како кога ти се интересираш за тенис, но не и за другите спортови или за некои други нешта што се прикажуваат на телевизија. Во отсуство на тенис на програмата, телевизорот за тебе ќе беше целосно неинтересен предмет. Тоа значи дека кога гледаш тенис, ти немаш интерес за телевизорот, туку за тоа што телевизорот го прикажува. Затоа, ти ќе бидеш внимателен со телевизорот, се додека на него ги гледаш твоите омилени надпревари. Но ако по некоја случајност телевизорот престане да емитува тенис, тој автоматски ќе стане бесмислен предмет за тебе и ти ќе посакаш да го продадеш или дури да го исфрлиш во отпад. Истото важи и за човекот. Интелигенцијата што го створила животот, ги створила сите напредни идеи што ја движат еволуцијата. Всушност, еволуцијата настанува од потребата на човекот да се развива. Таа потреба го прави човекот мислечко суштество, кое што постојано се стреми да се развива. Гледаш, кога ти мислиш за да растеш, да ја расшируваш твојата свест, со што ќе се приближиш до универзалната свест, што се знае и се може. Но тоа е етапен процес. Со твоето зачнување, во стомакот на мајката беше створен ембрион. Тој ембрион растеше 9 месеци и потоа ти се појави на овој свет. За ти да растеш прво во стомакот на мајка ти, а потоа да израснеш во дете, момче и во зрел човек, била потребна некаква намера. Истата таа намера. Ти ја зараснува раната кога ќе се повредиш и ги координира сите процеси што те одржуваат во живот секој ден. Таа намера се вика љубов, живот или ако така повеќе ти се допаѓа, Бог.
Не дозволувај насилство врз себе. Едно од многу важните квалитети што треба да ги развиеш за да имаш убав живот е чувството за рамноправност. Со други зборови, да му дозволиш на некого да постои така како што сака, не значи да му дозволиш да го фрла своето ѓубре пред тебе. Тоа ѓубре може да биде физичко или ментално и него треба да го исчисти тој што го создал. Ова практично значи дека ти не смееш да се согласиш да бидеш изложен на загадување од било каква природа, затоа што секое загадување е форма на насилство врз тебе. Запомни, чистотата е императив. Тоа важи како за физичката, така и за менталната чистота. Например, кога некој ти се жали, тој те загадува исто како да ти е истурил својата канта со отпадоци пред влезната врата, дури и полошо. Тој преточува негативни слики од неговиот ум во твојот, што имаат тенденција да станат твоја реалност и да ти го загадат животот можеби и повеќе од тоа кога некој би истурил канта со отпадоци пред твојата влезна врата. Отпадот е конфузија. Погледни во еден контејнер за отпадоци и ќе видиш конфузија. Конфузијата е суштината на отпадот и мајка на распаѓањето, затоа што конфузијата не концентрира енергија во креативен правец, туку ја расфрла на тепка. Затоа на тепка не може да се направи ништо убаво. Ако сакаш квалитетно да живееш, мораш да знаеш дека ти немаш никаков интерес да се занимаваш со туѓите конфузии. Занимавањето со туѓите конфузии нив ги прави и твои, па така тие заживуваат и во твојот личен свет. Заинтересираноста. Интересот креира заинтересираност. Заинтересираноста е очекување дека ќе се случи нешто убаво и точно тоа очекување ја побудува љубовната стихија. Еднаш побудена, љубовната стихија ги започнува креативните процеси на прегрупирање на енергиите во правец на тоа, тие да ја создадат љубовната форма што ти си ја создал во својот ум. Самиот збор за интересираност значи свест за потенцијален интерес и развој. Оваа свест го раѓа креативниот оган познат како ентузијазам. Ентузијазмот. Ентузијазмот е форма на изразување на љубовта и како таков, тој е најубавото креативно чувство што го поседуваат само кралевите на животот. А секој може да биде крал на својот живот, а тоа значи суверено да владее со својата смисла, цели и интереси. Ова е многу важно да го разбереш, затоа што ако не се научиш да го следиш својот интерес, ќе бидеш заробен од машини во ликот на човечките системи, кои што ќе почнат да ти инсталираат подсвесни програми што ќе убијат твојата лична смисла. Ако се случи ова, ти ќе го загубиш детскиот ентузијазам со кој што си роден и си израснал до одредена возраст и на тој начин ќе се претвориш во шуплива форма без свест и лична смисла за постоење. Мрзата. Отсуството на смисла и свест за интерес ја креира состојбата попозната како мрза. Мрзата и омразата се многу блиски поими и често одат рака под рака. Секако, системите имаат механизми да те натераат да не бидеш мрзелив кога работиш за нив, но затоа пак мрзеливоста што нема да можеш да ја манифестираш на работа, може да ти се рефлектира на многу лични полиња како што е, например, полето на личните односи со семејството, сопругата, пријателите и така натаму. Дали си видел млади и незаинтересирани луѓе кои што целото свое слободно време го трошат на бесмислени активности како што се гледањето телевизија, седењето на интернет или озборувањето? Точно за нив ти зборувам кога ти кажувам за тоа дека подсвесните програми инсталирани од системите прават човекот да престане да бара повисока смисла на своето постоење и да почне да конзумира задоволства преку екранот. Запомни, телевизорот и интернетот не се тука за ти да профитираш од нив, туку за да профитира тој што ти ја прикажува програмата. Ова се два извори на опасност кои што те демнат на секој чекор со цел да ти го земат твоето драгоцено внимание што ти би требало да си го даваш себе си. Всушност, целото внимание на овој свет треба да си го дадеш себе си и на своите интереси. Што точно представува кризата? Кризата е прелевање на чашата на мрзата. Но немој да мислиш дека ако некој е вреден работник, тој вредно работи на сите полиња од животот. Истиот човек, кој што толку вредно работи на својата професија, во исто време можеби не работи толку вредно на својот личен живот.
Пасивноста значи мрза и затоа на мрзеливиот човек започнува да му се полни чашата на мрзата. Така кога чашата на мрзата ќе се преполни, мрзата ќе започне да претекува и да се излева на сите страни. Нередот што ќе го предизвика тоа излевање се вика криза. Секоја безбедна позиција во себе го носи семето на мрзата. Кога човекот подолго време е безбеден, тој станува неспособен да се придвижи надвор од неговата безбедносна зона. Зоната на комфорот е површината на животот што човекот лесно ја контролира. Затоа е лесно да се живее во оваа зона. Всушност, леснотијата значи само едно – контрола без напор. Но кога човекот предолго ќе биде во зоната на комфор, тој ќе ги замрази тешките работи, а тоа се работите за кои е потребен напор да се контролираат. За мрзеливиот човек, мрзата и нагонот за стоење во место се формата на омразата. Стоењето е спротивно на експанзијата и затоа на секој обид за стоење во место гледај како на престап против природата, што таа го санкционира со болка сразмерна со обидот за стоење во место. Но ова не е казнување во буквален смисол на зборот. Природата не е некое злобно суштество што сака да измачува непослушни деца. Страдањето на тој што решил да стои во место му го носи некомпетентноста што ја стекнал во однос на околината, која што напредувала додека тој стоел во место и на тој начин се довел себе си во ситуација да не може да се вклопи во новите игри што околината ги игра. Луи Пастер добро воочил дека се што не се прилагодува, изумира. Тоа важи за се живо на овој свет, но пред да изумре, тоа што излегло од патеката на просперитетот мора да доживее криза и болка. Како почнува мрзата? Со загуба на интересот. Човек што не може да открие интерес застанува. Сепак, мораш да знаеш дека за да откриеш интерес потребна ти е свест. Не може несвесен човек да открие интерес, затоа што несвесноста подразбира програмираност со туѓи идеи, а во туѓите идеи нема висок интерес, туку само идеи за слугување. Порано луѓето морале тешко да работат за да опстанат. Нивниот интерес било да го зачуваат животот и да се прехранат за да не умрат од глад и студ и затоа им било лесно да најдат интерес. Сега, кога науката и техниката се доволно напреднати, луѓето живеат многу полесно. Тие релативно ефтино купуваат и храна и облека и најголемиот дел од луѓето се задоволуваат со тоа и тука застануваат. Тие престануваат да си поставуваат квалитетни цели кои ќе им го движат животот напред. Секако, овие луѓе се способни да поставуваат цели, но нивните цели се негативни. Тоа се целите што водат кон телесно претерување од секаков вид, например, користење раскош, удобности, нови автомобили секој неколку години, безпотребно одмарање и така натаму. И кога човекот потонат во зоната на удобност подолго време ќе живее во неа, ќе заборави да бара интерес и да создава љубовни идеи. Затоа природата ќе му дојде на помош со тоа што ќе му донесе криза. Всушност, природата не му ја носи кризата, туку тој самиот се доведува во криза, затоа што кризата е мерка на неговата неусогласеност со околината. Иако ова не е секогаш видливо, понекогаш и оддалеку се гледа дека самиот човек ги предизвикал негативните состојби кои што го довеле до криза. Сепак овој факт, иако целосно вистинит, некогаш е повидлив, а некогаш не. Но без разлика на тоа, единствениот извор на кризата е повисокото јас, кое што констатирало преголема пасивност, па го насочила човекот или групата кон кризни искушенија. Кога си добар за себе, за банката не си добар. Еве ти еден пример за тоа дека кога си добар за себе, не си добар за околината. Како банката ќе заработи ако никој не се задолжуваше? Или како лекарите ќе заработуваа ако никој не се разболуваше? Кога си финансиски болен, заработува банката. Кога си телесно болен, заработуваат лекарите. Гледаш, постојат многу професии кои што живеат лекувајќи болки. Но ниту лекарот ќе те направи здрав, ниту банката богат. Да си здрав и богат значи да си свесен, а свесниот човек има скромни потреби и не троши повеќе отколку што има. Затоа, кога си свесен, ти автоматски стануваш неинтересен за половината, ако не и повеќе професионалци во ликот на банките, аптеките и корпорациите за производство на чипс, замрзнати пици и ѓубре облека. Немој да мислиш дека случајно ги спомнувам чипсот, пиците и ѓубре облеката. Имај предвид дека огромен дел од индустријата произведува непотребни работи што му штетат на твоето тело.
Вакви производители има напретек, затоа што светот е пренаселен и огромен дел од луѓето, бидејќи се недоволно интелигентни за да се занимаваат со нешто умно, мораат да произведуваат ѓубре во форма на синтетичка облека направена од нафта, а синтетичките влакна се од нафта, сладоледи, пици и чипсови кои што служат само на нивниот джеб, но не и на твоето здравје. Тоа значи дека ако се согласиш да ги употребуваш ѓубрињата произведени од страна на глупавите корпорации, ти ќе станеш не помалку глупав од нив. Секоја синтетичка работа, високо преработена солена и зашеќерена храна, е направена да те заглупави и да ти го земе вниманието од твојот интерес и да го пренасочи кон интересот на корпорацијата што го произвела. Немој да очекуваш корпорацијските монструми да ти кажат барем и зрнце вистина за твојот интерес, затоа што толпи сиромав народ во Индија, Кина, Виетнам и Индонезија работат за нив произведувајќи огромни количества производи што мора да бидат продадени. Само со продажбата на нивните производи тие монструми ќе можат да растат и уште повеќе да те трујат и тебе и околината. А тоа не го прават од злоба, туку само во име на јахтите што нивните собственици ќе ги развозуваат по монденските летувалишта. Јахтите се скапи, а убавите девојки и кокаинот уште поскапи. Затоа шмркачите на луксузни дроги нема толку лесно да се откажат од тебе и до последен здив ќе се борат за секоја паричка, што ќе бидат во состојба да ја измолзат и од тебе и од секој друг. Затоа, разбери дека твојата света мисија е да станеш лош за околината што има намера да ти наметне потреби и системи на вредности еднакви со незините. Ова ќе те научи дека да си добар за себе значи да си лош барем за половината од твојата околина. За останатата половина нема да си добар затоа што ќе ти завидува што не ти е лошо. Така секогаш кога околината ти дава сигнали дека не си добар, проверувај си го джебот и гледај дали мирно спиеш и дали семејството ти е токму. Ако со джебот и семејството ти е се вред, тогаш си добар и тоа најверојатно многу подобар од колку што мислиш дека си. Запомни дека единствениот начин да бидеш добар за некого е да имаш потреба од него. Што ќе си му здрав на лекарот? Сит на пекарот, богат на банкарот и умен на државата. На лекарот му требаш болен, на пекарот гладен, а на државата глупав. Само таков ќе можеш да бидеш од некаква корист за нив. Кои се силите на темнината? Подсвесните програми. Автоматите кои ги зомбираат луѓето до степен да ги заробат за да им служат на нивните господари. Зомби се суштества од митолошките приказни и филмовите. Тоа се оживеани мртовци кои имаат живо тело, но немаат своја волја и свест. Најчесто се направени од луѓе кои што прво умреле, а потоа некој ги оживеал со цел да му служат за тешки физички работи или за извршување злосторства. Колку и да е оваа приказна фантастична, до голем степен е вистината. Денес насекаде можеш да видиш луѓе претворени во зомбиња како послушно исполнуваат задачи зададени од нивните господари. Средствата за масовно информирање денес им ги зомбираат умовите на луѓето со севозможни податоци со цел да ги испрограмираат преку всадување стравови и потреби кои потоа резултираат со инстинктивни и автоматски нагони за трошење пари или служење на други цели. Информациите од медиумите не се направени да делуваат на свеста, туку на подсвеста на луѓето, преку инсталирање несвесни програми во нивните умови. Само на тој начин луѓето ќе бидат функционални, затоа што на системите не им требаш свесен, туку што е можно по несвесен и по можност зомбиран. Бог со тебе не комуницира преку подсвеста. Тој е свест и комуницира преку свеста. Подсвеста е клеточниот ум или свеста на телото. Тоа е темницата што се спомнува во светите списи, а темница е затоа што е скриено твојата свест во клетките на твоето тело. Како медиумите насадуваат подсвесни програми? Преку потребата за опстанок што секој човек ја има од раѓање. Пропагандистите знаат дека треба да понудат опстанок или удобност. Така настануваат и производите и рекламите. Потоа, секоја сугестија за страв има приказна и таа содржи опасност, страв, решение и спасител. Така, например, кога некој сака да ти продаде нешто поврзано со твојот опстанок, прво ти покажува некаква непозната или позната опасност. На тој начин разбудува или насадува страв во тебе, а потоа ти нуди решение во форма на неговиот производ.
Истото важи и со предметите наменети за твојата удобност. Се што ти е удобно, твојата подсвест го препознава како безбедно и проопстаночно. Сепак многу работи се удобни, причинуваат задоволство, а воопшто не се безбедни, туку се дури и штетни. Но подсвесниот ум е некритичен за се, освен за удобноста. Затоа тој многу лесно се лаже по вкусни храни, удобни кревети и телесни задоволства. Сите овие работи нему му се чинат добри, само затоа што нему се напорни. А напорот за телото е болка, затоа што огромен број клетки мораат да се придвижат за ти да направиш едно движење со малиот прст, а да не зборувам за некоја тешка физичка работа или интензивно мислење. Затоа, со цел телото да ја избегне потенцијалната болка, сака што е можно повеќе да лежи, да се одмора, да јаде, да се забавува и да безделничи. Запомни, секоја идеја, секоја личност, предмет или што и да е што не му служи на твојот напредок е бесмислен за тебе. Како таков не заслужува ниту ронка твое внимание. Ускратувањето на твоето внимание кон некорисните работи за нив значи само смрт. Од друга страна, насочувањето внимание кон нив значи смрт за тебе. Да умре нешто во твојот живот значи да не ти се појавува во реалноста. Тоа значи дека секое нешто за себе може да биде живо колку што сака, но ако нештото не ти носи корист, за тебе треба да биде добро и да е мртво. Ова е така затоа што мртвите работи не можат да ти одземат животна енергија што ти треба да ја подариш на твојот развој. За да живееш, треба да насочуваш внимание кон себе. Ти си твојата корист и само неа треба да ја храниш, оставајќи ги во исто време и другите да го насочуваат своето внимание кон себе. Од другите не смееш да бараш внимание за себе, туку за заедничките убави нешта што ќе ги правите заедно. Така, вие заедно ќе ги жнеете оплодените и размножените плодови на вашето заедничко љубовно внимание. Секое насочување внимание кон нешто што не ти користи е грев, затоа што тоа значи негово повторно појавување во твојата реалност и уште поголемо црпење внимание од тебе. Ова ќе доведе до пренасочување на енергија од тебе кон него, а тоа ќе доведе до смрт на дел од тебе без разлика колку и да е мал тој дел. Вниманието што го даваш треба да ти донесе растење. Така, например, кога разговараш со некој човек за бескорисни работи или кога озборуваш некого, тоа значи твое фокусирање кон лошо што води кон твое ослабување, а секоја слабост е мала смрт. Ако физичката смрт значи целосна слабост, делумната слабост значи и делумна смрт. А ти треба ли тебе смрт? Така, ако не ти треба смрт, не насочувај внимание кон штетни појави, не зборувај за нив, не мисли за нив, не гледај ги, туку во себе убии ја секоја слика што те поврзува со нив. На тој начин ќе се ослободиш од цицачите на животна енергија што те прават да бидеш далеку од Бога и од неговата моќ што ја ти ја подарува секој ден. Разбери дека секогаш кога ќе го насочиш вниманието кон бесмислена појава, таа станува идол што од тебе ќе украде енергија и така тој ќе стане појак, а ти послаб. Насочувањето внимание кон бесмислени идеи, појави и предмети е форма на идолопоклонство, а идолопоклонството е обележано како најголем грев во Библијата. Библијата зборува за принесувањето жртви во форма на животни на идолите што старите народи го правеле. Но идолопоклонството е многу поголема работа од тоа. Жртва е секоја трошка внимание што ќе ја дадеш на нешто бескорисно. Кога го вртиш вниманието кон бескорисна работа, ти се инвалидизираш себе си, затоа што хулиш на универзалната интелигенција што те створила и ти подарила потенцијал да љубиш, да создаваш и да имаш. Се што сакаш да имаш на овој свет, мораш да го создадеш. Ова е свет на имање на изобилство. Изобилството може да биде во форма на мир, имот, здравје и благосостојба. Но исто така изобилството може да биде и од болест, немир, сиромаштија и страдање. Твојата свест е факторот што определува од кое изобилство ќе црпиш. Твојата свест ќе ти каже дали ти можеш нешто или не можеш. Затоа внимавај што правиш. Со други зборови, не можеш во исто време да бидеш и богат и сиромав, и болен и здрав, и тажен и весел. Ти си тоа што си го создал и затоа многу внимавај што создаваш, а особено внимавај твојата уста никогаш да не го изговори проклетството «не можам». Библијата вели дека не можеш да служиш на двајца господари. Тоа е совршено точно.
Затоа, за тебе најдобро е да го избереш моќниот Господар кој што дава, а ништо не бара, освен да му се препуштиш да те води по патот, а тоа е твојата прекрасна душа. Секоја идеја не можам е хулење на Бога, затоа што не можам значи Бог не може. А ако Бог не може, кој може? Се разбира, тоа може да биде идолот во форма на семејството, фирмата, верската група, државата или шефот на работа. Но запомни, идолопоклоникот е фиксиран за предметот на своето поклонение и затоа не гледа дека во него самиот се наоѓа неисцрпна сила што може да му даде се што ќе посака само ако побара. А ќе му даде затоа што таа сила го створила за да му дава, а не за да му зема. Ти кажав дека најголем интерес од твоето добро има Бог, силата што те створила и што те води по патот на твојот личен развој. Ова значи дека не смееш ниту да помислиш дека на овој свет има нешто поважно од тебе и од твојата благосостојба. Секако, да поверуваш во ова нема да ти биде лесно, затоа што секојдневно десетици системи, човечки машини, ќе се трудат на секој начин да ти станат поважни од колку што си ти сами од себе си, да ти станат идоли. Погледни, машините се станати толку агресивни што бесрамно и отворено брендираат производи со името идол. Например, постои модел на мобилен телефон со името идол. И фабриката што го прави агресивно го рекламира наоколу со цел тој на вистина да стане идол на што е можно поголема публика, решена да си ги даде своите тешко заработени пари за него. Погледни ги изборите за музички идоли низ целиот свет. Мислиш дека случајно така се викаат? Воопшто не. Туку системите станаа свесни за човечката потреба од идоли и затоа идолопоклонството бесрамно се рекламира на сите страни.